Благодарам, Давор. Možda ovaka treba podaлеку, а? Да. Почитуван Норберт Бекман Диркес, почитуван подпредседател Пауло Рангел, почитуван Давор Пашовски од Фондацијата Конрад Аденауер, почитувани пријатели од семејството на Европската народна партија, почитувани председатели на политичките партии, господин Зиедин Села од Алијансата за албанците, господин Африм Гаши од Алтернатива, почитуван господине Арбен Кашаху, интернационален секретар на Демократската партија на Албанија. Поздрав до нашата сестринска партија од Косово, која што за жал поради актуелната ситуација таму и случувањата таму не се во можност да земат учество на овој денешен заеднички настан, но се надевам дека веќе во следна прилика и тие ќе бидат тука со нас. Почитуван професор Александар Спасеновски, аналитичар од Роберт Несими, почитувани гости, представници на политичките партии тука во Македонија. Најнапред дозволете да се заблагодарам за можноста да земем учество на еден ваков заеднички настан, кој испраќа порака на заедништво, заеднички цели, решителност за европеизација и споделување на заедничките европски вредности. Но и воедно подготвеност да градиме мостови на соработка во услови кога тие се многу малку на број, да испратиме порака дека нашата држава нема поинаква иднина освен европската и дека на тој план сите ние имаме една иста цел, а тоа е напредок, поголеми стандарди и приближување кон Европската унија. Европската унија не смее да биде утопија, ниту само идеал, туку практични вредности кои ние мораме да ги исполниме. Сите нас овде, што сме присутни, не поврзува тоа што сакаме да бидеме дел од Европската унија. И веруваме во европската иднина, но веруваме и во просперитетот на регионот. А нам, представниците на македонската опозиција и господинот Кашаку, не поврзува и уште една карактеристика овде и во регионот, не само во Македонија и Албанија, туку би рекол и пошироко, а тоа е што имаме неодговорни влади кои злоупотребуваат европската идеја за лични интереси и газање на истите вредности за кои сите ние денеска се залагаме. Далеко доволно е тоа да го слушнеме премиерот на земјава како вели дека градиме едно општество за сите, а како тоа го прави? Со тоа што граѓаните без разлика на нивната етничка припадност се поделени до таа мера што не разговараат едни со други. Со тоа што животот секој ден станува се потежок и неподнослив, со тоа што корупцијата и криминалот стануваат двигатели наместо квалитетот и компетенциите. Регионот нема да има напредок ако европските вредности останат само флоскула без дела. Празни зборови кои владите ќе ги изговараат, а нема да ги применуваат. Едноставно тоа не е доволно. Денес македонците исто како и албанците, турците, ромите, власите, србите, бошњаците, сите граѓани во Македонија, од Скопје, Струга, Тетово, Гостивар, македонците од Струмица, Велес, Битола, Прилеп, имаат еден сон, а тоа е како да имаат подобар живот. А тоа е така затоа што тешко живеат. Иста е состојбата и во Косово и Албанија. Затоа младите си заминуваат, ја бараат својата среќа во други земји. Во понеделникот бев на едно телевизиско гостување во Тетово во вечерните часови. Бев зачуден колку е празен градот. Го немаше джагорот по улиците, младите луѓе на Тетово се заминати. На ваква слика сме навикнати било каде и да одиме во Македонија. Ама ова е Тетово, еден од најголемите градови во државава. За жал така и во Битола, во Прилеп, во Куманово, во Струмица, во Гостивар, било каде. Не смееме да дозволиме народот да се иселува додека најдеме разум кај политичките елити на власт. А нема да ја најдеме затоа што тие имаат приоритети како тендери, криминал и подигнување на зидови меѓу народот. Ова се проблемите. Треба да ги бараме и решенијата. Многу поедноставно е наместо семејствата
граѓаните да ја сменат државата, тие да ја променат владата. Тоа можеме да го направиме само ако се обединиме, затоа што било која разлика која денес и овде ја имаме, ви уверувам дека е помала од нашата заедничка цел, а тоа е да ја придвижиме државата и регионот кон Европската унија. Тоа мора да го направиме обединети, сплотени, верувајќи во една заедничка идеја. Граѓаните се уморија од ветувања, лаги и неспособност. Од постојани чекања во европската чекалница и во сон кој никако да дојде. 30 години чекаме за подобро утре. Имаме влада која функционира на лаги и измами. Сосема известно е дека тие не знаат и не може да донесат Европска идеја затоа што се непријатели на европската идеја. Не можете во Европа со земја каде за да извадите најобичен документ треба да подплатите. Со образование кое е девастирано, со универзитети кои се далеку од 1000 најдобри во светот. Со руинирано здравство, со луѓе кои умираат пред да добијат здравствена нега. Точно е дека ковидот е најголема глобална закана во светот и дека луѓето ги губат животите насекаде. Но длабоко сум уверен дека да не беше оваа неспособна влада, таа бројка денеска во нашата земја ќе беше далеку помала. И денеска ќе имавме далеку помал број на заболени и далеку поголем број спасени човечки животи. Сакам да кажам збор два и за соживотот. Македонците и албанците, како и другите заедници кои живеат во Македонија, се уморни од власта да ги лаже. Не е доволно само власта да кажува дека соживотот е важен. Туку што тие прават за да ги зближат граѓаните. Имаме недостаток на дела. Нема дела, а со лаги не може понатаму. Премиерот Заев не убедуваше дека договорот со Бугарија е најдобриот договор што можел да го склучи. Денес тоа представува камен на сопнување. Нова пречка, нова година во која сме далеко од преговори и отварање на поглавја. Немаме никаква волја на власта за еден општ консензус по овие прашања. Опозицијата е игнорирана затоа што власта се плаши од нас, затоа што ја разголуваме и покажуваме нивната неспособност. Власта одби лидерска средба на која ќе дискутираме за овие прашања. Не затоа што е уверена дека може да направи некакви решенија сама, туку затоа што на површина ќе излезе фактот дека ништо не прави за да се сочува достоинството на граѓаните и обезбеди европска иднина. Затоа ние, опозицијата, туку и во регионот мора обединети да делуваме, затоа што имаме исти цели, исти принципи и во иста Европа веруваме. Немаме толку големи разлики кога што имаме заеднички цели. И можеме да ги победиме доколку се спротивставиме на лошите политики и покажеме разлики. И не е точно дека сите политичари се исти. Ние вистински веруваме во Европа. Тие ја минираат Европа. Ние сме за подобар живот. Тие има шанса за да направат подобар живот и таа шанса ја упропасти. Во тој контекст и нашите европски пријатели треба да ја ценат важноста за интеграција на регионот. Важност одблиску да ги следат процесите, да инвестираат во политики кои ќе носат резултати и да не се поддржуваат едностранни политичари кои не прават ништо за европската идеја. Нашата држава не смее да остане надвор од портите на Европа, затоа што ние споделуваме исти вредности, исти проблеми и предизвици. Убеден сум дека ова денес е добра основа за нова соработка и подадена рака. Ајде сите заедно да започнеме да ги менуваме работите. Ви благодарам. Ви благодарам многу, почитувани организатори и представници од Конрад Аденауер фондацијата, почитувани председатели од Вимпро, нашите членови, политички партии, господине Мицковски и од Демократската партија од Албанија, почитувани пријатели од Алијансијата и од Алтернатива, почитуван Норберт, представници и пријатели, прво, дозволете ми да ви се заблагодарам за тоа што мене ме поканивте да присуствувам на овој мощно важен настан. Моје задоволство е да ве адресирам вам со некои воведни забелешки во мојата функција на заменик председател на партијата. Сакам на Норберта да му се заблагодарам за тоа што ја организираше ова важна средба. Неговите совети главно во однос на ЕПП и во улогата на Конрад Аденауер фондацијата се мощно важни за нас како придонеса. Исто така мощно сум среќен што остварувам блиски контакти со
нашата држава членка ВМРО ДПМН и целосно разбирам дека денешната конференција не се организира во лесни времења, ниту за партијата, ниту за државата, бидејќи кризата со короната представува голем предизвик за здравствената и генерално економската состојба во време кога сите се обидуваме да се приближиме кон Европската Унија. Меѓутоа, дозволете ми многу јасно да кажам од самиот почеток на моето излагање. Како политичка, како Народна партија, Европска народна партија, ние го поздравуваме отворањето и организирањето на меѓувладината конференција колку што е можно поскоро, па дури и во време на германското председателство, и се разбира бараме од сите вас како наши членови, како наши партнери да не поддржите преку додавање на вашата заедничка вредност, а тоа е интеграција на вашата држава и на целиот регион во Европската Унија. Добрата соработка помеѓу сите етнички заедници, помеѓу сите соседни држави е навистина од многу голема важност. Дури ќе кажам дека и од суштинско значење, ќе се осудам да кажам дека од суштинско значење во оваа смисла. Така што јас ја охрабрувам оваа иницијатива да може и кон нашите албански пријатели да се пренесе за остварување на нивна соработка со нашата група, со нашата фамилија на европски народни партии за целите на градење на заедничка иднина преку мостовите на соработка, како што е целта на оваа конференција. Практично нашата заедничка цел треба да биде да градиме заеднички мостови, да работиме на помирување за да дојдеме до целосна слободна Европа, а не може да постои Европа и не може да постои Европска Унија без Балканот и без Северна Македонија. Исто така, свесен сум дека да се биде партија во опозицијата не е секогаш лесно, меѓутоа нам ни треба и на Северна Македонија и треба многу силна проевропски ориентирана опозиција. Значи, силна проевропски ориентирана опозиција која што ќе бара одговорност од владата, која што ќе бара реформи, ќе се бори против корупцијата, која што ќе биде конкурентна со сите идеи како да се подобри економијата во секојдневното живење на нашите граѓани. И почитувани, навистина се подпираме и можете да се подпрете врз нашето искуство и знаење кој што ќе го нашете во нашите членки, меѓутоа овде и во целиот регион. Како дел од Европската Унија, како Европска народна партија, не сме овде да ви кажеме кој ваш би требало да биде коалиционен партнер во државата, но нам ни е грижа дека реформите треба да бидат реализирани и дека Македонија не може да продолжи напред по патот на евроатлантските интеграции без тоа. Значи, улогата на опозицијата мора да биде проактивна во однос на неопходните реформи кои што се случуваат, како и во однос на одговорноста за демократскиот процес кој што треба да ја имате. Во однос на клучните прашања потребен е национален консензус, потребно е да се бара национален консензус и повторно можам да кажам дека разбирам и целосно сум свесен дека ова не секогаш е лесно и дека целокупниот регион се уште се бори и кубури со своето минато, меѓутоа ќе побарам од вас да барате да се создаваат добрососедски односи, доколку погледнете во историјата на државите членки на Европската Унија од денешна перспектива, и тие исто така некогаш беа непријатели, беа конкуренти, ривали, па понекогаш беа и жолчни непријатели во минатото, но успеа да изградат таква организација, таква реалност каква што е Европската Унија. Нема причини зошто Балканот, а особено вашите држави да не го сторат истото и да не ни се придружат на тој начин. Многу добро разбирам дека навистина двајца се потребни за танго, но повторно ќе кажам, ние сите треба да го дадеме својот придонес за изнаоѓање на решенија и гледање напред.
Ние им го должиме ова на нашите граѓани и знам дека сите вие без исклучок овде присутни може да играте и треба да играте многу важна улога и одговорна улога секако во секојдневно имаме на ниво на ЕУ секојдневни предизвици, Брекзит, терористички напади, корона кризата, тоа се само неколку од тие предизвици. Особено во ова време на предизвици мора да се држиме блиску еден до друг, обединети да си помагаме и на некој начин да ги адресираме овие предизвици заедно, особено во рамките на семејството и групата на Европските народни партии и конзервативците, кои што се ориентирани кон иднината. И за таа цел добра иницијативата да говориме прекугранично со наши истомисленици од политичките партии, како можеме да го придвижиме и партиите и целиот регион напред, како можеме да придонесеме кон зацврстување на владење на правото, борбата против корупцијата, независноста на судските инстанци. Исто така, со сите овие точки кои што ги наведов, сметам дека ќе се сложите, а целата фамилија на Европски народни партии се ваш партнер и целосно овде присутни со вас. Знам дека изборите се ближат, меѓутоа новите избори, новите предизвици ќе носат и нови одговорности и вие со истите ќе се соочувате. Од тие причини потребно е да имаме силна опозиција која што како во Косово, така и овде каде што политичките партии ќе го демонстрираат својот интегритет. Сите наши држави, сите наши политички партии може да бидат силни и успешни само доколку се добро подготвени, обединети и внатрешно демократски структурирани. Велики го ова, сакам повторно да се заблагодарам на организаторот за организирање на оваа многу важна средба и сакам мојата благодарност да ја изразам исто така и на ВМРО ДПМНЕ под раководство на Христијан Мицковски за коорганизирање на овој настан. Ќе ги следам вашите дискусии внимателно и ќе ве охрабрам да го проследите соодветно во пракса називот на овој настан, а тоа е градење на мостови за заедничка европска иднина. Ќе посакам да останете со здравје, за да може да ја имате можноста да ги градите овие мостови во криза на корона. Ви благодарам многу.